Денешново излагање е продолжение на вчерашната пресконференција каде што белоденивме за продажба на ултра атрактивна локација во општина Центар по цена од неверојатни само 7 евра. Оваа продажба се разбира изврши власта предводена од СДСМ. Ке ги повторам наводите кои што вчера ги изнесовме. Се продава ултра атрактивно земјиште, градежно земјиште во општина Центар за само 7 евра на локација која што е атрактивна и каде што цената на квадрат достигнува и до 2000 евра за метар квадратен. На истава локација се планира изградба на деловен објект во висина од 15 спрата, каде што цената е 2000 евра по квадрат. Да направиме едноставна математика. 15 ката по 2000 евра добиваме 30.000 евра за метар квадратен, а при тоа продажна цена е само 7 евра. Че 7 евра вдека доле на земја би биле околу 30.000 евра изградени горе во деловен простор. А Финансија Министерството, Транспорт и врски општина Центар одобруваат продажба за само 7 евра за метар квадратен. Сето ова се случува во очи на нова година. Значи на 29 декември 2021 година Министерството за финансии дава решение со кој што се прифаќа барањето на инвеститорот за приватизација на градежно земјиште во државна собственост. Нова му претходило договор склучен помеѓу општина Центар, предводена од Богдановиќ Саша во тоа време градоначалник, и инвеститорот на 2 октомври 2020 година, каде што фирмата инвеститор приватизира земјиште по цена од 1 евро квадрат. Да поедноставам, прво имаме дивоградба, таа дивоградба се легализира, потоа до оформување на земјиште и скоро без пари добивате ултра атрактивно градежно земјиште. Тоа се случи, тоа го возможи СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз во вчерашна изјава се повикуваше на тоа дека законите биле донесени од претходната влада, дека биле стари и така натака и така натака. И тоа е одговор кој што го очекувавме ние. Затоа ќе потсетиме на нивните предизборни ветувања кои што ги направија на изборите во 2020 година. Прво ветување, цитирам: "Затоа во изминатите 3 години ја започнавме најголемата реформа со носење нови закони со кои ќе ги заштитиме државните интереси и интересите на граѓаните. Дека за 7 евра продажба на државно земјиште заштитуваме државен интерес и имаме голем сомнеш." Второ ветување, цитирам: "Идната влада, предводена од СДСМ, ќе продолжи да работи на нови законски решенија во градежниот сектор. Најавуваме целосно согласување системските закони што регулираат областа на градежништвото и урбанизмот." Пета година СДСМ се на власт. Ако сметале дека законските решенија не се соодветни, не се добри, а вчера се произнесува дека не биле соодветни, можеле да извршат измени на законите и да доведат до нивно подобрување. Меѓутоа 5 години тие не го сториле тоа. Паралелно општина Центар можела да го промени дупот на оваа локација, ама и тоа не го направиле, така да тие изговори паѓаат во вода. И трето ветување, цитирам: "Постапките ги правиме потранспарентни за граѓаните, а воедно ја штитиме и унапредуваме животната средина и природата. Ние не гледаме како 15 катници ја унапредуваат животната средина и природата. А околу транспарентноста можеме да ги прашаме жители во вдека на Капиштец дали барем еден од нив знаел дека во неговото мало ќе никне 15 катница и истата инвеститорот ја платил за 7 евра квадрат." Ке сумирам. Додека граѓаните се соочуваат со драстични поскапување на стамбениот простор во Скопје, додека цената на квадратот пораснува за 20-25% и надминуваат над 1500 евра квадрат, СДСМ продаваат земјиште градежно за багателни 7 евра. Коментарот на огромен број на граѓани вчера беше: "Ако е за 7 евра, и јас можам да го купам. Зашто јас, кој што немам, да плаќам 1500 евра за метар квадратен, а оние кои што имаат да плаќаат само за 7 евра? Не ли е тоа неправеден однос кон граѓаните на Република Македонија?" Ќе одговорам јас место СДСМ. Тоа е неправеден однос кон граѓаните, но не е ништо неочекувано, поради тоа што СДСМ е на власт. И благодарам.